Време за една нова политичка анализа, во трајање некаде од 15 минути, или како ми велите, најавуваш 15 минути, подоцна анализата таре 30 или 40 минути, да, бидејќи почетната најава ми е за време на трајањето на анализата, кога ќе почнем да анализирам, наместо 15 стануваат подоцна 30 минути. Ова анализа ќе биде посветена на преговорите со Бугарија или на ставањето на бугарското вето. Бугарите ставија вето и тоа е одлично. И тоа ви го реков уште во мај месец оваа година, во емисијата Петта бугарска капитулација во однос на македонското прашање. Ова дури би го нарекол и би го дефинирал како трета изгубена балканска војна на бугарите во однос на Македонија и на македонското прашање. Но ова ќе биде конечната загубена војна на бугарите. Конечниот пораз на бугарите во однос на македонското прашање. Ова бугарска капитулација ќе биде конечна капитулација. Можеби некој македонски политичар ќе ги прифати бугарските тези, ќе ги прифати бугарските ставови. Меѓутоа македонскиот народ и бугарскиот народ сега имате изградено таков зид помеѓу себе, кој е поголем и пограндиозен од кинескиот зид. И како велат, од вселената или од космосот се гледат само неколку работи, една од тие работи е кинескиот зид. Сега ќе се гледа и тој зид кој бугарите и македонците го имат изградено помеѓу себе. Сега сите заборавивме на преговорите со Грција, на промена на името и така натаму. Целата таа енергија која е од Преспанскиот договор, која датира од Преспанскиот договор, сега ќе биде насочена кон бугарите. Целата негативна енергија која имавме кон грците, сега бугарите ќе ја преземат на себе. Целата негативна енергија која имавме кон тиранската платформа и албанците, бугарите ќе ја преземат на себе. Такви шампиони, такви тапанари, како што велат бугарите, не постојат, не на Балканот, туку во Европа и во светот. Бугарите направија од една добиена позиција, кога можеа пенал да шутират, кога можеа за век и векова да ги подобрат своите односи со Македонија, да го етаблират бугарското присуство во Република Македонија, те направија Македонија сега да гради Берлински зид, да гради Кинески зид во однос на Бугарија. Тоа е есенцијата и суштината на бугарското вето. Се сеќавате кога пред 2 месеци, почитувани гледачи, сите кои гледавте моите анализи, седнат под една палма во Гевгелија или во Негорски бањи, кога ви кажав дека Зоран Заев, ова некаде пред 2,5 месеци, ќе ги одбие сите бугарски предлози, дека нема да ги прифати бугарските предлози, дека ќе игра на картата патриотизам и дека играјќи на таа карта патриотизам ќе се наоѓа на самата ивица, дали ќе падне од ова или од ова на страна на историјата, дали ќе биде пуштен низ вода од меѓународната заедница или добро ќе ја одигра утакмицата и ќе биде награден од таа меѓународна заедница, но ви реков дека Зоран Заев нема да ги прифати бугарските предлози. Доаѓавте, напаѓавте, купен, ја продаде куќата и така натаму и така натаму. Што се случи? Зоран Заев не ги прифати бугарските предлози. Изигра утакмица, одигра надпревар, кај што бугарите се на губитничка страна. Бугарите не се свесни сега на тоа. Не се свесни сега за тоа. Сега се тие во една добитна позиција. Што направиле стајле вето? Но кога на крајот на денот ќе направат одредена анализа, бугарите ќе сватат дека се најголеми губитници на тоа вето. Знаете, вето, почитувани гледачи, стават или многу силни играчи, или многу слаби играчи. 2008 година грците ставија вето, но не ставија вето на Република Македонија, ставија вето на Америка, ставија вето на тогашниот председател Џорџ Буш. На крајот грците ја платија таа цена. Беше брутално соборена преку протести на атинските улици владата на Караманлис. Бугарите не ставија вето ни на Германија, ни на Америка. Ставија вето на Македонија. Ставија вето на државата и на народот кој го сметат за братски народ, односно го сметат како дел на бугарскиот народ, дека Македонија, македонците, македонскиот јазик се одродени бугари, дека македонскиот јазик е западен диалект на бугарскиот јазик. И сега доаѓаме во една апсурдна ситуација, кога еден исти народ, според бугарското толкување на историјата, од двете страни на границата, значи еден дел на народот се бори против другиот дел на народот и му става вето на тој народ, бидејќи не е осознаен дека е бугарски народ. Гледате која е таа шизма историска, гледате која е таа капитулација, кој е тој пораз. Бугарите се единствен народ во светот кој се напаѓа и кој се бори сам со себе. По истата таа логика, по истот тој принцип, значи германците требаше да стават вето на австријанците, бидејќи имат германски корени. Или да ги клекнат на земја австријанците, да ги натерат да признаат дека имат германски корени. Како можат бугарите да бидат словени, а ние да бидеме ребугаризирани, односно да бидеме македонизирани бугари, а ние сме тука пред бугарите? Значи не може да биде кокошката постара од јајцето, или обратно, не може јајцето да биде постара од кокошката. Бугарите, таа своја историска шизма, тие своји историски комплекси, сега со оваа вето, на брутален начин ги истоварија во однос на Република Македонија. Не само што ги истоварија, тоа е нивен историски пораз, историска капитулација. Знаете, кога гледате две деца како се карат, или кога гледате возрастни луѓе како се карат, прво почнува да се убедуваат
па наметнат аргументи, па имат одредена дебата и на крај доаѓа расправа, односно доаѓа до тепачка. Тепачката и расправата е крај на еден процес, крај на една комуникација. Само во моменти кога немате аргументи или кога аргументите ви се слаби, вие употребувате вето. Вето на крајот на одреден конфликт или на одреден процес. Бугарите во недостиг на аргументи употребија вето. Што покажува? Покажува историска шизма, историска параноја и немокност да се соочат со Република Македонија. На крајот на денот, почитувани гледачи, ќе тргнете настрана име, презиме, историја, јазик и така натаму и така натаму. Есенцијата на се е комплекс. Тој длабок бугарски комплекс. Комплекс од Македонија, посебно комплекс од Титова Југославија. Гледате кој е тој длабов, коренет комплекс. Кога ние бевме Америка за бугарите, кога госпожа Захариева беше млада девојка во Пазарџик, тоа е некаде 100 км од Софија, 50 км од Пловдив, и кога гледаше како ние ко македонци сме Америка за бугарите, како за чорапогашти, за две червени, за дънки, дъвки, така натаму доаѓавме таму и бевме газди во Бугарија, тој комплекс сега извира од бугарите. И тие сметат дека сега се нивните 5 минути, каде што ќе може да го наплата тој комплекс. Каде што ќе може тие сега нас да не понижува за две червени. Ние за две червени, а две червени да биде некоја персонификација, асоциација на наш влез или отпочнување на преговори со Европската унија, ќе бидеме понижени од бугарите. Не. Па ние сме толку мокни, толку интелигентни, за да прифатиме да бидеме понижени од бугарите. Зарем на вистина бугарите смета дека ние ќе бидеме толку глупи за да прифатиме да бидеме понижени од нив? Можеби некои политичари во Македонија денес, утре, заутре ќе прифатат да бидат понижени од бугарите. Меѓутоа македонскиот народ, без разлика што зима бугарски пасоши, никогаш нема да биде понижен од бугарите. Зошто? Бидејќи народ кој знае како да ја цени својата слобода, како да ја цени својата историја, да го цени своето постоење. Има изроди кај македонскиот народ. Има луѓе кои македонците кои исто така ќе се продат. Меѓутоа сршта, доминантната линија на македонскиот народ, секогаш во клучни историски моменти знае да биде на вистинската страна, за разлика од бугарите, кои секогаш во историјата се на погрешна страна, ние секогаш во историјата сме на вистинската страна. И гледате што викаат бугарите. Не направила коминтерната, сме производ на српската пропаганда и на Новаковиќ, а де факто Македонија ги прави најголемите дострели во својата понова историја во мандатот на еден хрвато-словенец, односно Јосип Броз Тито. И тоа не може да го сватат бугарите. Бугарите никого не може да сватат дека ние немаме блискост со Србија, туку со таа идеја на јужнословенството, на јужните словени. Зошто? Бидејќи во рамки на таа конструкција ние бевме доминанти. Македонскиот јазик беше доминантен. Македонската позиција беше доминантна во однос на Бугарија, на Софија, на бугарската позиција, така натаму. И затоа го мрзат Јосип Броз Тито. Затоа го мрзат тој период. Знаете како велат евреите, да имаш па да немаш. Го има Гоце Делчев на својата територија, но мора да испочитува желбата на Гоце Делчев кој ќе биде формирана независна македонска држава, да биде закопан во столицата или во главниот град на таа независна македонска држава. И тоа е направено во мандатот на Јосип Броз Тито. Тоа понижување, кога самите бугари од Софија до Скопје ги донесоа моштите на Гоце Делчев, е втиснато во колективната мизерија, колективното каење, колективниот срам на денешната современа бугарска нација. Бугарите не може да се ослободат од тој срам, колку биле понижени. И тоа е есенција на сите нивни фрустрации. Самите прифатија Гоце Делчев да го донесат во Скопје. Сега сака да не натерат ние да поминеме низ такво понижување и да им го вратиме Гоце Делчев назад. Не, нема да го вратиме. Можеби некој одреден политичар нешто ќе потпише, нешто ќе каже. Без разлика како се пишувал Гоце Делчев, на крајот сакал да биде погребан во столицата на независна македонска држава. Не сакал во столицата на бугарска држава. Сакал во столицата или главниот град на независна македонска држава. Тоа е направено во време на Јосип Броз Тито. Тоа е комплексот на бугарите. Затоа плюкат и фрлат дрва и камења против Јосип Броз Тито. Јосип Броз Тито и македонците во времето на Јосип Броз Тито беа се она за што бугарите мечтаеа. Седеа дома, крадеа со оние легени во Софија да гледат македонски или бугарски, односно да гледат македонски, југословенски или српски канали, мечтаја да живеат во држава која ќе биде водена од Тито, а не од Тодор Живков, и тој комплекс сега избликнува, извира од бугарското однесување, ставија вето. Што направија? Ставиле вето. Па голема работа. Ставија вето, меѓутоа капитулира по трет пат во однос на македонското прашање, сега финале. И ги слушате што зборат бугарите. Сме имале заедничка историја. А од каде сме донеле таа историја? Од таа страна на Волга, од Татарстан, од Монголија, бидејќи бугарите имат татарско-монголско потекло. Од каде е таа заедничка историја? Зарем јас ви личам на некој што има татарски и монголски корени?
Зарем мојата физиономија личам на човек кој потекнува таа страна на Волга. И ако бугарите велат дека имаме заедничка историја, на која историја мислат? На македонската историја, на словенската историја, на Кирил и Методи, на античките македонци, на Александар Македонски. На која историја мислат? Да, таа историја македонскиот народ ја спори со Грција. Може би има основи да спори, може би нема основи да спори, меѓутоа има некој историски контекст. Овој историски контекст кој сака да ни го наметнат бугарите, кој доаѓа 7 или 8 век тука на Балканскиот полуостров и говора за заедничка историја. Не, немаме заедничка историја со бугарите. Бугарите се обидуваат да ја купат или да украдат нашата заедничка историја. И тука е проблемот. И затоа ставаат вето, бидејќи немаат аргументи. Пробаат да ја фалсификуваат целата историја, и нивната бугарска, нашата македонска, да купат одродени македонци, да ги школуваат во екзархијата, да ги тера да се пишуваат бугари, да им дадат бугарски паспорт. Што не направија? Меѓутоа не успеваат да го скршат македонскиот дух. Што и да направат бугарите? Македонците секогаш ќе бидат македонци. И ние секогаш на бугарите гледаме како на нација која во моментот во Европската унија извезува само две работи: простотилак и проституција. И кога правиме одредени историски немерисценци. Гледате, Германија достави до двете страни non-paper, одредена рамка, која треба да биде рамка во која ќе се водат преговорите. Во оваа историја или понова балканска историја има такви два non-paperi. Едниот non-paper подосна прерасна во рамковниот договор, тој 2001 година во Република Македонија, кога албанците го прифатија, ние не го прифативме, го протеравме човекот кој ни го понуди или ни го достави тој non-paper и на крај во наводници бевме губитници во таа војна 2001 година. Истото се случи 1999 година, кога беше доставен или на тие преговори во Рамбује, на масата пред албанците и пред србите, беше ставен non-paper. Го одбија и албанците и србите, и подосна под притисок на тогашниот државен секретар Медлин Олбрих, Хашим Тачи го прифаќа non-paperот. Знаете што се случи после одбивањето на србите на тој non-paper? Беше НАТО бомбардирањето на тогашна СР Југославија. Сега на маса е ставен non-paper, Македонија го прифаќа, Бугарија не го прифаќа. Бугарија само на чекор да биде пуштена низ вода. После евентуална победа на Џо Бајден и негова инаугурација за нов американски председател, ако заврши се тоа како што сега стојат работите и Бајден биде новиот председател, ќе се случат две работи, односно три работи тука во нашето непосредно окружување. Ке тргне на Виктор Орбан во Будимпешта, можно е враќање на Никола Груевски во Република Македонија, ке тргне на Бојко Борисов во Бугарија и на Тајип Реџеп Ердоган во Турција. Со прифаќање на non-paperот, кој реално даваше многу подобра стартна позиција на Македонија во однос на Бугарија, а со одбивањето на non-paperот од Бугарија, Македонија сега во позицијата на Косово, а Бугарија во позицијата на Србија или тогашна СР Југославија или позицијата на Милошевиќ. И колку да сакат бугарите да се дистанцират од Белград со својата глупа политика, со тој примитивен национализам на Каракачанов, влегуваат во чевлите, влегуваат во ролјата на Слободан Милошевиќ некаде пред 20 години. Тоа е само мал чекор до на конечна капитулација на бугарската геостратегија на Балканскиот полуостров. Бугарите 100 години имаа комплекс после губењето на првата и на втората Балканска војна да се мешаат во балканските работи, сега кренаа глава, станаа членки на НАТО, на ЕУ. Повторно се чувствуваат мокни и силни и на крај со глупа политика, со глуп примитивен национализам на Бојко Борисов, Захариева, Каракачанов, Андреј Ковачев, повторно ќе се вратат таму кај што беа пред 100 години. Моето мислење за Зоран Заев го знаете. Тој ќе биде дел на темната или црната страна на македонската историја. Меѓутоа овие преговори со Бугарија ги реализираше по концепт на Киро Глигоров. Кротко, меѓутоа на крај не попушти. Се надевам дека нема да попушти. Се надевам дека ќе има доволно сила во СДСМ и македонската влада, кои нема да му дозволат на Зоран Заев и на Стео Пендаровски да капитулираат пред Бугарија. Се надевам, иако можно и тоа да се случи. Можно да се случи се и се што. Меѓутоа, во оваа фаза, Зоран Заев, па делумно и Стео Пендаровски, со својата стратегија ги поразија бугарите. Гледате како функционираат бугарите. Сила и агресија. Како им врати македонската страна? Член на комисијата, кој ги води тие историски преговори, Ванчо Георгиев, е човек од најголема доверба на Никола Груевски. Па дури Красимир Каракачанов во тие свој фејсбук статуси вели дека Ванчо Георгиев е еден од историчарите кои му ги пишува тие историски говори Никола Груевски, кој потоа тој ги објавува на својата фејсбук страница. Оди ми чекор понатаму. Бугарите најмногу се плашат од две работи. Името Северна Македонија, бидејќи ако постои име Северна Македонија, тогаш постои Источна Македонија. Кој е Источна Македонија? Тоа е Пиринска Македонија. Гледате како одеднаш името Северна Македонија почнува да им пречи на бугарите. Бугарите секога се залага, и то никогаш не го крие дека се залагат за име Нова Македонија или им е прифатливо име Нова Македонија.
Поранешниот бугарски амбасадор во Република Македонија, господин Александар Јорданов, тоа јавно го има кажано во рамка на емисијата во Центар. Тој беше спикер или председател на бугарското собрание некаде пред 15-20 години, сега европратеник во Европскиот парламент. Тој јавно кажува дека најдобро име и најприфатливо име за Република Македонија, ако го смени своето име, тоа е Нова Македонија. Зошто нова? Бидејќи ние сме бугари, сега сме одродени бугари и сме Нова Македонија. Таа Нова Македонија треба да припадне на Стара Бугарија. И затоа на бугарите им пречи името Северна Македонија. И затоа тие праве се и се што употребуваат целата своја енергија, тоа име Северна Македонија да не биде прифатено. Многу поприфатливо им беше името Горна Македонија, што го предлагаше Лјупчо Гергевски, или нивната најголема инвестиција во Република Македонија, или бугарофилот број 1 во Република Македонија. Бидејќи има горна и долна, нема лева и десна Македонија. Ако има Горна Македонија, тоа е Република Македонија, ако има Долна Македонија, тоа е Република Грција. Во таква една констелација како што има горна и долна, бугарите не се засегнати или не се загрозени со името Горна Македонија, но со име Северна Македонија се загрозени, бидејќи се отвара прашањето: а кој живее во Источна Македонија? Македонци или бугари? Ако постои Северна Македонија, постои Источна Македонија. Ако постои Источна Македонија, таму има источно македонци. Кои се источно македонци? Тоа се македонците кои живеат во Пиринска Македонија. И гледате, почитувани гледачи, Красимир Каракачанов, кој е одбран да биде персонификација, да биде ударна тупаница, да биде ветото на Бугарија во однос на Република Македонија, а Бојко Борисов, пожарникарот Бојко Борисов, стои од позадината, оди крпи улици, собира вишни и цреши, прави одредени инвестиции во Стара Загора, во Пловдив, но Красимир Каракачанов конечно ќе ја скрши македонската идеологија или македонската творба, која е творба на Коминтерната. И ги праќа тука во преговори како конзули или како амбасадори сите најголеми бугарски јастреби. За разлика од нив, например Зоран Заев, гледате што прави. Слободан Близнаковски, кој е човек од најголема доверба на Красимир Каракачанов, кој е личен пријател на Красимир Каракачанов, кој не крие дека се декларира како бугарин, го става да биде начело на Македонската агенција за иселеништво. Значи тоа што најмногу се плашат бугарите, дека можеме да им го отвориме прашањето за малцинствата во Пиринска Македонија, начело на таа агенција за иселеништво го става Слободан Близнаковски. И што прави македонска диаспора? Се дистанцира од таа политика. Што прави Тодор Петров? Она несреќа Тодор Петров, кој 30 години начело на Светскиот македонски конгрес, а ние немаме видено ниту еден бенефит од работата на Тодор Петров. Не го прифаќаат ни во диаспората. Оди тамо во Измир, пие некој кафење и ништо нема завршено за македонската кауза. Но гледате, почитувани гледачи, баш Тодор Петров и Павле Васкопулос ги канат како гости на грчките телевизии. Не канат никој друг, не ме канат мене, не канат никој од македонските патриоти, само Тодор Петров и Павле Васкопулос се канети на грчките телевизии. Но да се вратиме на тезата. Слободан Близнаковски е сега прв човек на агенцијата за иселеништво. Значи човек од најголема доверба на Красимир Каракачанов. И ако Красимир Каракачанов беше спремен тука да пушти бугарски авиони и бугарски тенкови само да ја уништи Македонија и да докаже дека македонците се бугари, ги праќа најголемите бугарски јастреби да бидат членови на таа комисија, да водат преговори со Македонија, Заев води сосема поразлична политика. Го одбира Близнаковски и всушност му праќа порака на Каракачанов, многу малку на Каракачанов, но многу повеќе на Европската унија, на Германија, на официјален Брисел, дека ние сме конструктивната страна. За разлика од бугарите кои се силеџи, насилници, се обидуваат на сила да го решат македонското прашање, ние сме конструктивна страна во тие преговори. Затоа нон-пейперот на Меркел и на Германија беше во корист на Македонија, а не во корист на Бугарија. Гледате како се смени работата. Сега не сме ние тие што ја крадат бугарската историја, туку бугарите сакаат на сила да не направат бугари. Затоа во Хрватскиот парламент ќе има луѓе кои ќе станат кречат, видите. Бугарите барат македонците да се откажат од антифашистичката борба која е заедничка на македонците, хрватите, словенците и србите, а тоа е нешто што е најсвето. Тоа е нешто што ги дели народите во Европа, дали биле на една или на друга страна, дали биле фашисти или биле борци против фашизмот. Македонија била антифашистичка творба. Македонците сами се ослободија, дававме 24.000 жртви во текот на Втората светската војна и тоа е најсветел период на поновата македонска историја. Тоа бугарите не може да ни го простат. И на таква агресија на бугарите ние одговараме со одредена гандистичка политика. Таа гандистичка политика, ако Зоран Заев не биде скршен, не биде купен, и ако успее да издржи на ова што сега го прави, тоа ќе го направи победник во преговорите со Бугарија. И сега ќе се разбудат бугарите, ќе станат во Софија, во Пазарчик или во Пловдив, овие бугари кои водат преговорите со Македонија, и 1, 2 дена, 5 дена, 10 дена ќе се чувствуваат ко победници, и после 10-ти ден ќе речат, знаете, па ние ги зачувавме нашите политички фотели, меѓутоа ја уништивме бугарската стратегија.
и уништивме бугарската позиција. И гледате, за една фотелја на Бојко Борисов, на кој ќе му виси фотелјата на изборите во март идната година, посебно ако победи Џо Бајден, тогаш позицијата на Бојко Борисов ќе биде крајно проблематична, му виси фотелјата на Красимир Каракачанов. Му протестираат пред седиштето, пред 3 дена му протестираат пред седиштето на ВМРО на Пиротска број 10, па фрлал Ангел Џамбаски од озгора со вода, со димни бомби и така натаму на луѓето кои протестираат пред седиштето на ВМРО на Пиротска број 10. И одеднаш тие бугарски политичари ќе сватат дека за нивната фотелја ги жртвуваа бугарските позиции, бугарската стратегија, дека не знаат да игра шах. Да, тие навистина го имаат Веселин Топалов, еден од најголемите шахисти последните 20 или 30 години, меѓутоа за разлика од другите бугари, Веселин Топалов има македонско потекло. И тука е разликата помеѓу Топалов и останатите бугари. Македонците знаат да играат шах, знаат да војуват, но знаат да играат шах. Бугарите не знаат да играат шах. Бугарите знаат да играат не лути се човече. И тоа ги разликува македонските и бугарските позиции. Во сегашната фаза на преговорите, бугарите пробаат да играат не лути се човече. Кога не им се допадна како се одвива надпреварот или таа утакмица не лути се човече, ги турнаа сите фигури на масата. Што направија? Ставија вето. Голема работа. Па кој може да стави вето? Секоја будала може да стави вето. Па вето е крај на преговори, вето не е почеток на преговори. Како вели Каракачанов, тој спор трае 100 или 200 години, се преговарало 30 години, па што ако преговараме наредни 30 години? Што сака да каже Каракачанов? Дека ако е решен спорот помеѓу Македонија и Бугарија, завршува неговата удбашка кариера. Нема кариера. Сите бугарски јастреби се соработници на бугарските тајни служби. Ако не постои македонското прашање, тие нема да бидат потребни, ќе бидат пуштени низ вода. Затоа и ставија вето. И сега бугарите, верувајќи во Бојко Борисов, еден полицаец, пожарникар, кои бугарските служби го наоѓаат како кради автомобили во Чешка или во Словачка, го стават под контрола и го прават бугарски премиер, еден Красимир Каракачанов. Ако биде решено македонското прашање, прво тие нема да бидат потребни на бугарските служби, а второ нема да бидат потребни бугарските служби, кај што главната дејност е македонското прашање. И сега ќе слушате од Захариева, ние треба да ги третираме бугарските војници како ослободители, односно не треба да ги третираме како припадници на бугарски фашистички окупатор. Зошто? Бидејќи сме сојузници во НАТО структурите. Знаете, по таа логика и германците сега треба да почнат да го величат нацизмот, италијаните да го величат фашизмот. Меѓутоа тоа се зрели нации и народи кои знаат дека треба да се дистанцираат од лоши елементи во својата историја, ако сакаат да одат напред. Значи германците, италијаните се дистанцираат од нацизмот и од фашизмот, само бугарите сметаат дека тоа што се случи во Втората светска војна е ослободување на Македонија, а не е окупација или фашизам на Македонија. Гледате каква шизма влегуваат. Ние сме окупирани, но ние ги испорачуваме евреите на германскиот нацистички окупатор. Тоа е шизмата историска на бугарите. И сега тие треба да натерат, ние да прифатиме дека таа 41 година ние сме ослободени, а не сме окупирани. Не, ние сме окупирани. И секогаш бугарите пробувале на сила да го решат македонското прашање. Знаете зашто? Бидејќи немаат аргументи. Нација која има аргументи, која може со аргументи, која може со докази да го реши македонското прашање, тоа не го прави на тој начин. И во првата, и во втората Балканска војна, и во Втората светска војна, и денес со ветото, бугарите знаат дека немаат аргументи, дека ги имаат фалсификувано аргументите и во таква ситуација може само на сила да го решат македонското прашање. Знаете што се случи ако нешто правите на сила? Ако одреден федер постојано го притискате, тој федер ќе ви се откочи и ќе го удри во лице. Тоа е македонското прашање. Влади и влади во Бугарија паѓале поради македонското прашање. Пробаа да направат ВМРО, кога уништи историското ВМРО, да направат ВМРО во Бугарија, кој ќе биде проект на бугарското воено разузнавање и не успеват. Ништо на сила не се прави, почитувани гледачи. Се што е природно е вечно, се што е на сила има рок на траење. Затоа и бугарската политика во однос на Република Македонија има рок на траење. Рокот на траење на бугарската позиција истекува. Бугарија капитулираше во однос на Република Македонија со своето вето. Бугарите ќе станат свесни за тоа многу кратко, за 1 или за 2 месеци. Ние треба да бидеме денесвесни, дека не смеме да попуштиме под овие бугарски притисоци, бидејќи ова последна или предпоследна фаза на бугарскиот обид да ја дестабилизира Македонија и така дестабилизирана Македонија да ја приклучи кон својата територија. И затоа со оние смешни, а јас би рекол опасни тези на заменик председателот на Бугарското собрание Веселин Марешки, еден од бугарските тајкуни, бугарски олигарси, кои го сметат за аптекарен
тајкун или боз во Република Бугарија. Само во Варна располага тој и неговата сестра или империјата со која раководи. Повеќе од 72 аптеки има на територијата на Варна. Бил претседател на фудбалскиот клуб Локомотива од Пловдив, подоцна го напушта, има просто некој долг од 1-2 милиони евра. Значи човекот има многу пари и тој вели дека треба да биде формирана голема Бугарија, како со обединување на Бугарија и Република Македонија. Прв премиер да биде Бојко Борисов, а кога ќе се умори Бојко Борисов, негов наследник да биде формирана некоја династија, значи наследник на Бојко Борисов да биде Зоран Заев. И тоа се стремежите на Бугарија. Само со непостоење и со уништување на Македонија, бугарите се словенскиот народ и христијански народ. Се доека постои Република Македонија, бугарите не можат да имат континуитет ни со христијанството, ни со словенството. Тие ќе бидат народ кој е дојден од таа страна на реката Волга, од Монголија или Татарстан. И затоа сите стремежи на Бугарија не се ни Блаже Коневски, ни име, ни презиме, ни јазик, ништо, туку непостоење на македонска држава. И затоа тој предлог кој е смешен, но има во себе длабоки територијални претензии. Некој представник, официјален представник на бугарска држава бара да бидат споени Република Македонија и Република Бугарија да биде формирана една иста држава. Па ние 50 години говориме против голема Албанија, сега ќе прифатиме да биде формирана голема Бугарија. Па кој е тој анахронен процес во целиот овој историски контекст? Гледате во која дупка се напикани бугарите. Не може да го решат прашањето на Македонија. Ако не го решат прашањето на Македонија, тогаш имаат проблем како да докажат дека се тие тука први кои го направиле словенството и христијанството, дека Кирил и Методи се нивни, бидејќи не може тоа со факти да го направат. Што прават? Сака да ги обединат Македонија и Бугарија да формираат Сан Стефанска или голема Бугарија. Тоа е стремежот и тоа е сонот, тоа е рускиот модел во кој се напикани бугарите повеќе од 150 години од кој не може да излезат. Сума сумарум, почитани гледачи, овие се 20 минути, не се 15, 20 минути политичка анализа. Утре имаме интервју со Евтим Клетников, одличен интервју со Евтим Клетников. Тука некаде е крајот на анализата, јем утре некаде 50-55 минути одлична емисија. Останете со здравје, пријатно вечер и се гледаме утре четврток 22 часот.